Денес православната црква го чествува споменот на светиот великомаченик Георгиј и на светата маченичка Александра, царица римска. Светиот великомаченик Георгиј Победоносец. Овој славен и победоносен светител беше роден во Кападокија од богати и од благочестиви родители. Татко му пострада за Христа, а мајка му се пресели во Палестина. Кога порасна, Георгиј отиде во војска. И во својата 20-та година го стекна чинот трибун и како таков служеше при царот Диоклецијан. Кога овој цар започна страшно гонење на христијаните, Георгиј истапи пред него и одважно исповеда дека е христијанин. Царот го фрли в затвор, па нареди нозете да му ги стават во клада, а наградите да му положат тежок камен. Потоа нареди да го врзат на тркало под кое имаше штици со големи клинци и така го вртеа додека целото тело не му направи една голема рана. По ова го закопаа во ров, така што надвор од земјата му беше само главата и го остави во ровот 3 дена и 3 ноќи. Потоа со помош на некој магионичар му даде да испие смртоносен отров. Меѓутоа при сите овие маки, Георгиј непрестајно го молеше Бога и Бог веднаш го исцелуваше и на големо воодушевување на народот го спасуваше својот маченик од смртта. Кога светиот Георгиј воскресна и еден мртовец, тогаш многумина ја примија верата во Христа. Меѓу овие беше и царевата жена Александра и главниот жрец Атанаси, земјоделецот Гликерий и Валерий, Донат и Терин. Најпосле царот ги осуди Георгиј и својата жена Александра на смрт со меч. Блажената Александра издивна на губилиштето пред да ја убијат, а светиот Георгиј го убија во 303 година. Безбројни се чудата што се јавија на неговиот гроб. Многубројни се и неговите јавувања во сон и најаве на многумина кои што го споменуваат и ја бараат неговата помош до денешен ден. Сиот разгорен од љубов кон Господ Христос, свети Георгиј без тешкоти и остави се заради својата љубов. Чин, богатство, царски почести, пријатели и сиот свет. За оваа љубов Господ го награди со венец на невенлива слава на небото и на земјата и со живот вечен во своето царство. И го дарува со сила и со власт да им помага на оние што го слават и призиваат неговото име во бедите и во неволите. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј,
Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Господи помилуј, 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 Господи помилуј. Господи помилуј, 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 Господи помилуј. Светата маченичка Александра, царица римска. Александра беше сопруга на императорот Диоклецијан и потајно беше христијанка. Гледајќи ја силната вера на светиот Георги, за време на неговото мачење, таа се реши отворено да посведочи за својата вера во Исуса Христа. Се упати кон местото каде што го мачеа светиот Георги, падна пред нозете на маченикот и пред сите објави дека е христијанка. Озлобениот Диоклецијан веднаш ја осуди на смрт. Александра мажествено ја прими таа пресуда и кротко појде на местото на казната, молитвено обраќајќи се кон Бога. По патот, бидејќи беше уморна, ги замоли војниците да й дозволат малку да се одмори. Се подпре на еден зид и тивко се упокои. Нејзиното упокојување беше на 21 април 303 година, но нејзиниот спомен се празнува на 23 април заедно со великомаченикот Георги. Поуки од светите оци. После разговор често сум се покајувал, а после молчењето никогаш. Ава Арсении.